26 август 1944 година силна бучава ги вознемирила жителите на Вратница. Виделе како воен авион паѓа на падините на шара над селото. Побрзале да им помогнат на пилотите. Се работело за 9 американци, од кои 6 загинале, а 3 биле спасени. Пилотите излетуваат. 3 од нив ги вача авионот и под авионот изгоруваат. 3 се обесени на буки. Знаете што е бука? На дрвјата и процепени. Меѓутоа, целиот народ ја напушта работата, сите, и млади, и стари, и се најдом горе на лице место. Да помогнем. Меѓутоа, бугарските војници кои што ја следеле работата, бидејќи беа сместени штабот во Теарце, а полициската станица на бугарите беше во Доброште. И они како што го следеле, за непуни 10 минута стигнуваат и они. И овие кои што останаа живи, дојдоа, балистичките сили покушале да ги стрелят. Меѓутоа бугарите ги зеле и ги заробиле. Изгорените тела вратничани ги погребале во селото, а по завршувањето на војната, семејствата ги пренеле посмртните останки во Америка. 3 заробени биле ослободени по капитулацијата на Бугарија. Во спомен на загинатите, американскиот амбасадор Волерс и министерот за одбрана Јолевски открија спомен плоча. Волерс рече дека на утрешниот ден на благодарноста, американскиот народ им благодари на вратничани за помошта. Денес се обележува секавање на загубените животи во борба за слобода и се слави силното пријателство меѓу жителите на Македонија и Америка. Ова пријателство е тоа што ги натера жителите на Вратница да му помогнаат на екипажот. Утре американците на секаде во светот се собираат да го прослават денот на благодарноста. Ова традиција им озвожува да бидат заедно и да се заблагодарат за се што имаме. Утре ќе им изразиме благодарност и на жителите на Вратница, кои им помогна на членовите на екипажот на наша љубов. И на 6 млади американци, кои ги положија животите во борба за слобода далеку од дома. За министерот Јолевски настанот од 44 година е светол пример за долгогодишното пријателство меѓу двете земји, кое денеска само се потврдува. Ова отварање одбележи го правиме пред најголемиот американски празник, Денот на благодарноста, со кој што се заблагодаруваме за добрите работи што сите ги правеле претходно, а во овој случај за пријателството и добрината што граѓаните, жителите на Вратница го направија во 1944 година. Ова е показател дека пријателството меѓу Република Македонија и Соединетите американски држави трае долго и еден од најсветлите моменти од ова пријателство во време на Втората светска војна. Амбасадорот Волерс, истражувајќи го овој настан од Втората светска војна, пред неколку години го посетил и местото на падот на авионот кој го носел името Наша љубов.